Па кога во црквата се говори за духовно будење, по духовно будење се подразбира она што ние го нарекуваме покаяние, или тука би бил грчкиот збор кој во целост го објаснува овој феномен на духовно будење или покаяние, тоа е метаноја, или буквално преведено на македонски значи промена на умот. Всушност, по-конкретно би значило промена на доживување и вреднување на реалноста на постоењето во и надвор од себе. Значи, кога ќе дојде тој момент на духовно будење, кога ќе дојде тој момент на покаяние, всушност личноста која тоа го доживува внатрешна и надворешна промена, односно промена на вредностите во кои живеела и започнува да прифаќа нови вредности во кои ќе живее. Нема правила. Нема правило околу тоа на кој начин и кој ќе биде мотивот или причината за да една личност, за да еден човек започне процес на покаяние или процес на духовно будење или процес на превреднување, односно барање на вистинските вредности. Некогаш тоа се случува во контекст с некакви трагични собитија. Некогаш тоа се случува во контекст кога човек ќе се соочи со болест, со некаква несреќа во семејството, во општеството и така натаму, но некогаш, а многу често тоа се случува без овие надворешни трагични моменти, туку се случува како плод на нашата потрага по вистината. Затоа што ние луѓето сме словесни битија, логосни битија, длабоко во себе имаме потреба за смисла. И секој од нас ја бара таа смисла. И потрагата по смислата, по вистината, полека го зреат, го подготвуваат нашиот внатрешен човек, нашата личност, да се сретне со вистината, да се сретне со логосот, со речта Божја, со воплотениот Син Божи, со Месијата. И тогаш таа средба може да биде, како што велат отците на црквата, директна или индиректна. Многуми немале директна средба, кога самиот Христос во силата на Духот се јавува во внатрешниот човек на човекот, или како што го спомна и ти, сестра Катица, моментот на преобразбата на Саул во Павле, кога Бог, значи самиот Христос, на патот на Дамас го повикува, значи тоа е еден призив. Значи, го имаме ние тука, многу интересен е примерот со апостолот Павле, значи тој како фарисеј ревносно ја бранел вистината, така како што тој ја разбирал. И сега, Христос вистината, знаејќи дека апостол Павле, односно Шаул, ја сака вистината, му се јавува нему, да му каже дека тој е таа вистина која он ја бара. И тогаш, исполнето таа вистина, потикнато таа вистина, Савле или Шаул станува Паулус или Павле. Значи, се преобразува однатре и ги разбира нештата такви какви што се, какви што вистината му ги открива, и тогаш што станува еден од најголемите сведоци на вистината. Така исто се случува кај многумина, кои имат директен или индиректен призив или допир. Индиректниот призив или допир со вистината е најчесто преку луѓе кои живеат во вистината. Значи, луѓе кои во себе го имат духот на вистината, духот Божи, кои се искрени и благодатни Христови ученици, и кога ќе се сретнеме со такви личности, тие личности, односно благодата од тие личности ја распалува нашата личност. Има и друг момент, читајќи ова светоотечка литература и особено читајќи Свето писмо. Најчесто луѓето допирот со Месијата, со логосот, со смислата ја имаат читајќи го Светото писмо, конкретно читајќи го Светото Евангелие. Читајќи го Светото Евангелие, тие во еден момент ја чувствуваат личноста на Месијата, личноста на нашиот Спасител, и тогаш доживуваат допир со него. И тогаш се случува таа искра која го менува целиот наш внатрешен живот. Значи, почнува човекот да се превреднува, значи почнува да размислува дека тоа што го правил во минатото или до сега или во сегашноста е во многу нешта спротивно со вистината. И од тој момент започнува таа состојба на преобразба, на покаяние, на преумување, и човекот се отвара за вистината и почнува да живее во неа.
Имаме ние не едно, имаме милиони едно прашање, но кога ќе се отвориме за вистината, ние едно нешто првично го разбираме, кое е многу битно за нашиот духовен живот, дека тој што е вечниот, неговиот син ни благослови и ни откри да го нарекуваме наш татко, наш отец. Преку тоа име, тој вечниот ни ја открива и својата релација кон нас. Дека Бог не љуби такви какви што сме. Затоа што тој, кога би не љубил само ако сме свети и чисти, или не знам тамо што, тогаш тоа би било љубов со некакви услови. Но ние говориме за Бог, за Творец, за духовен родител, кој љуби безусловно. И тој, што е најбитно, тој има разбирање за тоа во каква состојба ние се наоѓаме. Тој знае во каква состојба, он најдобро знае во каква состојба ние се наоѓаме. Тој најдобро ја разбира состојбата на нашето духовно робство. Тој знае состојбата на нашата окупираност од сатаната и од сите негови лаги, илузии и така натаму и така натаму. Тој знае состојбата на нашето духовно мртвило. Еве не случајно кога се договаравме за овој разговор, сакав еве и убаво е тоа за гледачите на оваа емисија. Во Евангелието според Лука, во 19 глава, 59 стих, има една многу убава случка кога еден младич сака да тргне по Исуса како негов ученик, но вели: учителе, допушти ми да го погребам својот татко. А Христос му одговара нешто што е зачудувачки. Остави ги мртвите да ги закупуваат своите мртовци. Значи, човек кој духовно не е разбуден, кој духовно не се почувствувал себе си, не се осетил себе си, е на ниво на биолошки мртов човек. Значи, тоа е една страшна реалност, страшна состојба и нашиот небесен татко ја знае таа реалност. И затоа во секој момент се прави за да, како наш татко, а како негови чеда, не ослободи од таа одвратна, заробена, мртвоподобна, огревовена состојба. И ние, кога ќе се разбудиме, дури тогаш разбираме што е грев. До тогаш ние не разбираме што е грев, пошто се наоѓаме во грев. Значи, грев, тоа значи промашување. Ние живееме во животно промашување, пошто ние не знаеме кај да се насочиме. Ние се насочуваме таму кај што не водат страстите, кај што не водат разните приказки, илузии, идеологии и така натаму. Во моментот кога духовно ќе се разбудиме, кога ќе станеме свесни за вистината, кога ќе го почувствуваме присуството на Духот Божи во нас, тогаш ние разбираме од што сме се отклонувале и кон што сега треба да се стремиме. И тогаш имаме свесност за нашите личностни животни промашувања, за нашите гревови и полека застануваме пред Бога и од него бараме прошка, односно бараме да ни прости, односно да не ослободи од целиот тој товар на гревовите што сме ги правеле до тогаш. Кога ќе застанеме на исповед, кога ќе застанеме да бараме прошка, кога ќе добиеме прошка, а веќе прошката сме ја добиле преку искупителната Христова жртва, треба да научиме и како да живееме со прошката. Затоа што, еве јас приметив еден феномен многу интересен. Луѓето не сакат да живеат со прошка. Значи, што значи тоа? Се плашат да пристапат кон Господа, да добиеш прошка затоа што треба да си го сменат животот после тоа. Покајанието не е каење. Има сериозна разлика меѓу каење и покајање. Каење, видете, сега во еден момент можем ја да направам нешто, некакво дело и после тоа во контекст на мојот, не знам, личен вредносен систем, да сватам дека сум направил погрешна работа. И ќе се покајам за тоа. Значи, да, ќе се покајам за тоа, на тоа не значи дека сум го променил животот. Тоа не значи дека јас сум се отворил за вистината и тоа не значи дека јас сум го започнал процесот на своето личносно очистување. Покаяние не значи каење. Покаяние значи промена на умот. Покаяние значи превреднување на секупното свое лично постоење. И што е најбитно, станување свесен дека сме повикани за вечно постоење.